бев незадоволен од она што се нуди како министри за состав на влада. Времењата беа мощно сложени, сметав дека треба да има многу посилна влада и одлучив да го вратам мандатот и да не навлегувам сега во други детали околу тоа прашање. Но централното прашање е дали тогаш се направило преседан и сега тој преседан дали може да им послужи на луѓе во власта да манипулираат со доделување на мандатот на втората партија по големина. Не постои никаков преседан, не постои никаква повреда на уставот и на законите од тоа време. Мандатот го вратив како личност. Мандатот не можеше да биде доделен повторно на друга партија, затоа што Социјалдемократскиот сојуз беше единствениот кој што можеше да формира мнозинство од 61 пратеник. ВМРО ДПМН доби мандат, на Ѓоргиевски му беше доделен, тој го врати мандатот. Единствено со Социјалдемократскиот сојуз сакаа да коалицираат тогашните реформски сили, Партијата за демократски просперитет и други помали и независни пратеници. ВМРО имаше 38 пратеници и тој немаше теоретска можност да стигне до 61 пратеник. Затоа мандатот мораше да биде вратен. Дали од тоа треба некој да излече дека требало веднаш да се распишат нови избори? Одговорот е не. Затоа што повторно 61 пратеник треба да гласаат за тоа дали треба да има повторување на избори или не. Председателот му го даде мандатот на Груевски без да провери дали Груевски има мнозинство во парламентот. Се покажа дека Груевски нема мнозинство во парламентот и сега треба да уследи веднаш доделувањето на мандатот на втората поголемина партија во парламентот и таа да покаже дали има мнозинство заедно правејќи коалиција со други. Председателот според член 90 може и мора да постапи само така. Секоја друга постапка е флагрантно кршење на Уставот на Република Македонија, а јас во една прилика реков дека тоа е всушност пуч во Република Македонија, а не некои претходни обвинувања на таа тема. Наред е Заев и Иванов не треба да чека. Значи веднаш треба да го додели мандатот на СДСМ, односно СДСМ го има лидерот на таа партија, СДСМ одлучува кој е мандатарот, се разбира, во овој случај очигледно председателот на партијата. И така треба да постане. Заев ќе се обиде дали ќе собере мнозинство од 61 пратеник и тоа ние се уште не го знаеме и треба да се чекаме. Тоа значи треба да одговори Социјалдемократскиот сојуз во заедничките разговори со нив да ги расчистат тие прашања. Јас не гледам причина да не се прифатат повеќе од тие прашања, меѓутоа во разговорите се расчистуваат сите тие прашања. Ако се држи став дека Република Македонија треба да остане така како што е дефинирана во сегашниот устав на Република Македонија, во кој што се вградени
одредбите договорени со Охридскиот договор, а тоа значи дека Македонија генерално е унитарна држава, не федерална држава, не конфедерална држава, конфедерациите фактички се сојузи, не се држави, а има и различни типов федерации, тогаш прашањето и на употребата на јазикот добива различен контекст, различни димензии. Ако е расчистено прашањето дека не сакаме од Македонија да правиме две држави, употребата, изедначувањето на албанскиот јазик со македонскиот нема да биде така травматично примено од македонската етничка заедница.